Во саботата утре во општината Делчево, односно во просториите на здравниот дом, на оделението за интерна медицина ќе се вршат прегледи за густината на коските. Декса апаратот ќе биде во градот и сите оние кои имаат потреба да си направат контрола, или пак за сите оние кои што по прв пат сакат да направат прв преглед. Ризикот од остеопороза е веќе се поголем, вери доктор примариус доктор Билјана Велиновска, и затоа е потребно навремено да се направи преглед, да се одреди потребна терапија ако е потребно или пак да се насочат граѓаните што и како за да се сочуваат коските. Во сабота на 17 март со почеток во 8 часот во просториите на консултативно-специјалистичката амбуланта по интерна медицина при здравствениот дом Гоце Делчев Делчево ќе биде донесен апаратот за мерење на густината на коска, на петната коска. Како и многу години наназад, по 2 пати во годината, овој апарат ни го отстапува Македонското здружение за остеопороза со цел на зарано откривање и превенирање на оваа тивка епидемија на денешницата. Инаку остеопорозата е болест која лесно може да се дијагностицира. Представува намалување на густината на коските кое може да биде и со понизок степен. Но доколку станува збор за намалување, односно губење на коскената маса, може да биде и сериозно заболување, бидејќи тогаш се јавуваат и ризици од постојани скршеници на коските. Нема никаков ризик при снимањето со декса апаратот, нема зрачење и опасност под пациентите, а самото снимање трае доста кратко време. За таа цел ги информираме сите заинтересирани пациенти, особено оние што се од женски пол, кои што се во перименопауза и менопауза, или пак кои што имаат навршено повеќе од 45 години, ако досега не биле на ваков преглед, да дојдат и да си ја одредат густината на коската со цел, ако има веќе настанато почетни промени, да тоа се спречи развитокот на болеста или пак во спротивно да се одреди почетокот на лекувањето на заболувањето. Инаку оваа заболување е доста застапено и кај мажите и кај жените. Се мисли дека секоја трета жена после 50 години боледува од остеопороза, а ризик за заболување има секоја втора жена.